На самиот почеток, се сеќавате ли кое прашање го поставив минатата сабота, зашто реков дека ќе дадам одговор оваа сабота? Не, вака, да, во реце, бидејќи да, и во самата тема поставив прашање, така. Значи, не се мисли на темата, значи, на проповед, на беседата. Тоа беше прашањето за заветот, на кој завет мисли апостол Павле, во Галатјаните 3 глава 17 стих. Но ќе дојдеме таму. Еве да го повторам прашањето. Прашањето се однесува и за денес, не само за минатата сабота. Значи, истото прашање. Прво велам, сите вам, сите присутни, како што рече и сестра Зорица, сите отсутни, но кои што не гледаат, ви го честитам денешниот празник, а посебно на сите наши сестри. Посебно на сите жени им го честитам денешниот празник. Прашањето гласи, на кој празник мислам? Тоа беше прашањето. И сега, тоа што интересно е, дека ова прашање не го поставувам само на 8 март, ево, истото прашање го поставувам и денес, и на 15 март. Да имавме утре служба, ќе го поставив и утре. Ќе ви кажам зошто. Тоа е малку подоцна. Сестра Горица беше тука минатата сабота и таа даде точен одговор. Кој беше точниот одговор? На кој празник мислам? На саботата. Тогаш, добро, и тогаш поставив прашање, зошто пак нагласив посебно за жените, посебно за нашите сестри. Не мислев јас на 8 март. Тука тоа беше повод за да малку размислиме на оваа тема. Да, малку двосмислено. Меѓутоа, истото прашање го поставувам на 15 март. Кој е празникот? Саботата. Каква врска имаат жените со саботата? Може да ни текне. Да, тема некако многу ти се брза кон воскресението и тоа го за пофалба. Меѓутоа, прво да почнеме од ред, може. Видете, во Битие, првата книга Мојсеева, се вели Господ почина, се одмори, почина, вистинскиот глагол, престана во смисол. Од сите своји дела, во кој ден? Во 7-миот ден. Зошто? Зошто тогаш починал од сите своји дела? Што читаме? Се сеќавате? И овие стихови до сега на памет треба да ги знаете. Затоа не отварам Библија. Значи, што вели самиот стих? Битие 2 глава, 2 и 3 стих. 2 пред се. Значи, зошто Господ починал од своите дела? Зошто потоа се вели дека го посветил и го благословил и посветил во 3 стих 7-миот ден? Зошто? Зошто? Да, бидејќи тогаш
ги завршил сите своји дела. Значи, видите, седмиот ден било Божјето царство на земјата. Се согласувате? Седмиот ден бил почеток на еден совршен живот, еден живот на полнина. Што значи зборот полнина? Совршенство. Зошто Господ ги завршил своите дела? Зошто престанал да создава? Затоа што се било совршено. Целта била постигната. Ништо не фалело. Се било совршено. И кое било последното создание што Господ го создал? Точно е човекот, а по-конкретно жената. Без жената не можело. Уствари можело, ама тоа не е совршено. Тоа не е комплетно. И самиот Господ така рекол. Ако Господ така рекол, кој е против? Сигурен си? Пошто денес многу теолози не се сигурни по тоа прашање. Но ние не сме ангели. Ниту сме создадени како ангели. Видите, феминизмот, атеизмот и секоја друга антихристијанска идеологија во модерниот свет на жените им доделил како празник еден ден во годината. Бреј колку мислат за жените. Еден ден во годината посветен на жените. Јас пак ќе речам, Господ на жената и посветува. Што мислите? Сите денови. Меѓутоа, некој ќе рече, па сега тоа не е празник, нели? Сите денови не се исти, нели? Па бидејќи сите денови не се исти, бидејќи седмиот ден по Божја заповед не е ист со првите 6 дена, тогаш дали може да прифатиме дека секоја сабота е ден кој што треба посебно да биде посветен на жените? Бидејќи без жената не можел да започне седмиот совршениот ден, комплетниот живот. А ден. Како би било секоја сабота да ја сметате жената за посебно почестена? Да ја укажувате посебна чест секоја сабота. И јас ке речам не само секоја сабота. Јас ке ја додадам и неделата. Затоа реков. Да имавме утре служба и утре ке го кажев истото. 2 пати седмично. Колку е тоа повеќе и почесто од еднаш годишно. Јас би сакал само да додадам дека жените, Новиот Завет исто така
посебно ги почести како првите сведоци на Христовото воскресение. И првите вестници на Христовото воскресение, со исклучок на римските војници, кои што потоа беа платени да лажат, но од Христовите следбеници, од сите они што беа утепани и разочарани во петокот и во текот на саботата, жените беа првите вестници на радосната вест и првите сведоци на Христовото воскресение. А зошто станале тоа? Зошто жените беа првите вестници? Што било причината? Како се нашле тие во ситуација баш тие први да дознаат за Христовото воскресение? Значи, затоа што од едноставна причина жените поитале во првиот ден од седмицата најрано што е можно на гробот, сакајќи да си ја завршат работата што ја планирале пред тоа, но бидејќи настапила саботата и се одмориле самите тие, пишува доктор Лука, според заповета, останаа на мир според заповета. Затоа се нашле на гробот. Кој од Христовите следбеници, кој од апостолите му текнувало да појде повторно на гробот? После трагичните настани од петокот. Они, значи, дури првиот Великден го поминаа во стравот јудејски. Цел ден. Уште недела вечер, значи поминат првиот ден. Поминат првиот ден. Зашло сонцето, тие уште беа заклучени во горната соба од страв. Мажите заклучени од страв. А жените рано сабаеле на гробот. И единствен проблем се размислувале кој ќе ни го тргне каменот. Меѓутоа тоа не ги обесхрабрило. Па сега што за џабе ќе одиме толку рано са бајле на гробот и така не можеме да го тргнеме каменот. Нема ниту римските војници да ни послужат, нема никој. Тоа не ги обесхрабрило. Што е тоа што ги терало жените да отидат на гробот? Која вера? Во што? Каква вера? Не е точно. Они не знаеле дека Христос ќе воскресне. Немале никаква вера пред да го видат. Што е тоа што жените ги терало да отидат на гробот? Љубовта. Нивната љубов кон Христа била толку голема, што сакале да отидат и да ја изразат сета нивна љубов, сета нивна благодарност. Се разбира, полни и нивните срца полни со тага. Не очекувале они дека Христос ќе воскресне. Тоа за нив било страшно, но радосно изненадување. Страшно радосно изненадување. Но нивната љубов ги однела на гробот, сакајки да ја завршат својата работа и затоа што тие имале и покажале толку голема љубов кон Христа. И не се плашале од никого да продолжат да ја изразуваат својата љубов кон Христа во времето кога мажите беа заклучени од страв во горната соба. Пазете, истите оние мажи кои што неколку седмици подоцна ќе почнат да го превртуваат светот со најголемата револуција што воопшто се случила во историјата на човештвото.
апостолската црква. Тогаш беа заклучени од страв пред Педесетница, пред Светиот Дух, пред самите да станат сведоци на воскреснатиот Христос. А на првите вести дека Христос воскреснал од овие исти жени, апостолите како реагирале? Со неверување. Дури не сакале да веруваат. Додека самите не виделе, не сакале да веруваат. А едниот од нив, Тома, тој па поголем комунист од сите. Вие им поверувавте на жените. Јас не да видам, додека не пипнам, нема да верувам. Затоа што жените покажале толку голема љубов кон Христа. И таа љубов ги однела рано наутро на Христовиот гроб, без да се плашат од никого, бидејќи во љубовта нема страв, нели? Многу децении подоцна, така ќе напише апостол Јован, совршената љубов го гони, го пади стравот надвор. Затоа Господ ги удостоил жените да бидат првите сведоци на Христовото воскресение. Нивната голема тага да се претвори во огромна радост. И тоа е настан кој што останал забележан следниве 2000 години. И ден денес се зборува, и овој велик ден ќе се зборува. Едноставно тоа не може да се избрише